СДС не може да асфалтира ни 50 метри пат во опасност е животот на граѓаните на истокот, обвини на прес локалниот огранок на ВМРО. Како пример тие го посочија делот од регионалниот пат кај Клучката 3 чешми кој треба да ги повразе автопатот кон Миладиновци и експресниот пат кон Кочани. Истиот требало да биде завршен пред една година. Покрај тоа што помина една година откако СДС ја формираше владата и откако ветуваа проекти со акцент на капиталните, до денес не можат да асфалтираат само 50 на метри регионален пат. СДС на последните избори ги манипулираше граѓаните со логото "Живот во Македонија за сите", но моменталната власт ниту работи врз подобрување на животот, ниту ја интересираат граѓаните на Источна Македонија. Единствено на што работи СДС во клучните предпријатија е промена на раководните функции со партиски послушници. Оваа сообраќајна делница ја покажува неодговорноста на актуелната власт и ја отсликува неажурноста и неспособноста на владата во сите сфери на живеењето. Според ВМРО, овој патен правец е еден од најважните во регионот, но и со најголем ризик по животот на граѓаните. Уште колку време е потребно да чекаме да се заврши овој патен правец? Зарем треба да изгубиме човечки животи за владата да се сети да си ја заврши работата? Кој ќе ги врати парите на граѓаните за амортизација на возилата? Ги повикуваме СДС да одговорат на овие прашања, затоа што од животот во Македонија ќе почнеме да губиме животи на патиштата во Македонија. На обвинувањата на ВМРО ДПМН од СДСМ одговорија со писмена реакција. ВМРО ДПМН нема никаков кредибилитет да зборува за состојбата во инфраструктурата, особено што токму таа партија остави пустош во инфраструктурата и нанесе огромни штети врз буџетот и врз интересите на граѓаните. Секој така наречен проект на ВМРО ДПМН во инфраструктурата беше символ на криминал, неспособност и корупција. Тоа што ВМРО ДПМН не успеа да го направи за цели 11 години, владата предводена од СДСМ ќе го направи за неколку месеци и клучката ќе биде довршена. Владата предводена од СДСМ продолжува со спроведување на мерките што обезбедуваат сериозни инвестиции во инфраструктурата и ги санираат штетите настанати од криминалните и погумни политики на ВМРО ДПМН. Стои во соопштението на СДСМ.